Господине Милевски, зошто одлучивте ЛДП да оди во коалиција со СДСМ на престојните декемвриски избори? Либерално-демократската партија, знаете, 2009 година на локалните избори настапи самостојно и 2011 година настапивме самостојно. За жал, рацепка на опозицијата 2011 година не успеа да ја победи оваа власт и затоа ние овој пат се одлучивме, решивме во интерес на националните интереси да влеземе во една ваква коалиција, широка коалиција, и природно беше сега кога дојда изборите да настапиме заеднички со нив на изборите. Не доаѓаме на власт за да владееме, туку навистина да направиме промени кои што ќе значат спротивно на се она што досега се владееше во Република Македонија во овие 25 години, особено во последните 10 години. Ако вашата коалиција победи на престојните избори, што ќе биде приоритетот во првите 100 дена? Очекуваме да направиме најпрво целосна промена на системот во Република Македонија, да го демократизираме. Затоа одиме во програмата е 180 денови, значи за 180 дена што се ќе направиме, и другиот план е планот 24, односно за 24 месеци што ќе направи оваа коалиција. Корупцијата во Македонија произлегува од затвореноста и нетранспарентноста на владата и владините институции. Затоа ние ќе ги отвориме сите сметки на увид на граѓаните. Специјалното јавно обвинителство да си продолжи да работи, неограничен мандат и да ги истражи сите оние дела кои што се поврзани со нелегално стекнатите материјали, антикорупцијска комисија да добие една независност и поголеми ингеренции и права, да може да влегува во институции, да може да формира кривично дело, да гони, затоа што сега гледате дека антикорупцијска комисија е само на хартија, нема никаков притисок врз владините функционери, а нејзината цел е токму да го брка криминалот на власта. Значи Што е приоритетот на ЛДП на економски план? Се разбира, во делот на економијата имавме некои несогласувања со СДСМ, сепак тие се социјал-демократска ориентација, ние сме либерал-демократска ориентација, меѓутоа за некои работи се усогласивме и ги прифативме како такви да влезат во оваа програма. Навистина најтешките преговори помеѓу нас не беа за позициите, туку беа токму за програмата во делот на економија. Државата да му помага на странските инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија. Во Македонија има 60.000 мали бизниси. Доколку државата помогне тие, барем 1+ да вработат, тоа се 60.000 нови вработувања во Република Македонија. Затоа, грото на наши средства сакаме да ги насочиме кон малите и средни бизниси, кон микропредпријатијата, семејните бизниси, да му помогнеме да застанат на стабилни нозе. Извршителите, кои што се терет на граѓаните, повеќе нивниот начин на работа не може да функционира. Има 8 извршители во Република Македонија од 99, кои што 2014 чинам пријавиле 500.000 евра приход. Тоа се пари земени од најсиромашните граѓани кои што немаат да си ги платат сметките. Таквиот начин на дополнително осиромашување и правење на богата олигархија треба во иднина да се спречи. Кога сме кај фирмите исто така, сакаме да му помогнеме, не само тие да даваат минимална плата од 12.000 денари, до крајот на мандатот 16.000. Не сакаме тоа да биде терет на тие фирми. Секоја фирма која што ќе плаќа плюс, ние разликата ќе му ја доплаќаме како држава со цел да се стабилизира тој мал бизнис. Дополнително со 15% ДТВ, кој што ќе ги враќаме кај граѓаните, за секоја потрошена сметка, со картица ќе си помини тоа, веднаш ќе израчунате колку пари имате назад поврат. На крајот на годината или 2 пати годишно граѓаните ќе ги добиваат тие пари. Проценуваме во семејство ќе се враќаат назад од 300 до 500 евра годината. Дали членството во ЕУ се уште е опција и зошто? За нас и за целата коалиција единствен услов за излез од оваа криза е влез на Република Македонија во НАТО и ЕУ. Вие гледате каде беа Хрватска, Бугарија, каде се сега тие. Ние бевме лидер на Западен Балкан, а сега сме на дното, дури и Албанија и Србија ги започна преговорите, останавме само ние назад од цел регион. Македонија години губи безпотребно и не добива толку големи средства за развој на економијата, на инфраструктурата, односно за целокупниот општествен развој на Република Македонија. Јас оваа недела патувам во Полска, либералната група има конгрес, на кој што ќе бидам присутен на ручек со премиерите на Данска, на Холандија, на Словенија, со 2 или 3 еврокомесари од Европската Унија, сите од либерално-демократското семејство, и се разбира ќе работиме во интерес на Република Македонија да ја доближиме и овие држави да ни помогнат, меѓутоа
да почувствуваат дека Република Македонија сака да влезе во Европската Унија. И оваа влада нема намера да влегува во Европската Унија. Токму затоа, после 11 декември, заедно со нашите партнери од Социјалдемократскиот сојуз, кои што имаат исклучителни врски со нивните сестрински партии од Европската Унија, ќе му помогнеме Република Македонија забрзано да го отпочне патот за евроинтеграција. Ние навистина имаме желба и имаме начин како да ја зачлениме Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. За крај, господине Милевски, какви односи очекувате и посакувате со Соединетите Американски држави? Очекуваме по изборот на Доналд Трамп за председател на Соединетите Американски држави соработката на Република Македонија со Америка да продолжи. Америка е наш традиционален, најголем сојузник и сметам дека таа соработка, која што досега ја имало, ќе продолжи интензивно и понатаму, бидејќи навистина Република Македонија поголем пријател од Соединетите Американски држави ниту имала, ниту може да има и новата влада после 11 декември ќе направи се ова ниво на соработка да го подигне на едно уште повисоко ниво. Благодарам за разговор. Благодарам и за можноста која што ми се укаже.